Драги гледачи, ова утро сум во канцелариите на противпожарен сојуз на град Скопје и Македонија. Заедно со мојот денешен соговорник, председателот на противпожарен сојуз на град Скопје, господин Петар Плотников, зборуваме за тековните едукативни активности кои што ги има противпожарниот сојуз и оперативните активности за гасењето на пожарите. Кој ги посетува овие обуки, зошто, како, на кој начин, дознаваме од вас. Добро утро. Добар ден. Пред се благодарам многу за поканата. Се надевам дека ќе имаме успешен разговор, бидејќи и ние на вас и вие на нас сте потребни многу. Медиумите секогаш се потребни и даваат голем приданес. Вака сега, противпожарниот сојуз на град Скопје е координатор на општински противпожарни сојузи. Аеродром, Кисела вода, Бутел, Ѓорче Петров, Газива Бачаир. Тоа се градските општински противпожарни сојузи и оние во руралниот дел Петровец, Илинден и Сопиште. Значи, имаме активности што ги донесуваме заеднички. Донесуваме програми и проекти кои во текот на годината ги реализираме. Тие проекти, тие се исклучиво за заштита на граѓаните, на возрастната и младата популација, од настанување на пожар и за заштита на нивните материјални добра. Кои се таковните едукативни активности, бидејќи веќе ги споменав? Вака, пред сега би напоменал активности околу основните училишта, значи за младата популација, она што за нас е најбитно, затоа што нечесто може да се случи пожар во училишта, а нема да се знае како се постапи. Значи вака, имаме повеќе форми на едукација кај учениците. Значи, почнувајќи од конкурс за ликовни литературни творби за мотивите за заштита од пожари, почнувајќи од противпожарен крос надпревар во текот на месец мај, денот на пожарникарите. Потоа оние поважни проекти се квиз на превари кои се одржуваат по 40 пат оваа година, иде 40 пат. И најважната работа е што ќе одржуваме предавања во основните училишта. Значи, како се одвива тоа предавање? Ние минатата година го завршивме проектот за обука на наставници од целиот град, од сите основни училишта, негде 72. Ги обучивме на тема заштита од пожар за учениците од основните училишта. Наставниците добија сертификати, добија CD во формат за програмата, кои се должни еднаш во текот на годината да одржат предавање на цела генерација од 900 одделенија. Мислам дека тоа е многу корисен проект, зашто веќе учениците во таа возраст ќе поминат едно предавање кое многу значи. Оној најважниот проект што го организираме, тоа е спроведување на практични вежби за евакуација на учениците од основните училишта. Приготвуваме оперативен план за вежбата, прилагоден спрема планот за евакуација при регистрација на училиштето и донесуваме одлука да секој наставник ја знае својата задача приликом настанување на пожар. Значи, кој ќе дојде до пожар, кој доаѓа до пожарот, кој јавува до пожарна, кој јавува до брза помош, кој повикува, кој дава аларм. Наставниците имаат задолжност учениците да ги спроведат во еден мирен тек, не убрзано да трчат, него да без паника, со марамчиња на уста да се напушти. Кога такви вежби во текот на годината ќе се одржат една до два пати, ќе биде многу корисно за тие ученици. А вежбата трае исклучиво 10 до 15 минути. Замислете колку малку време ќе се одземе од наставата. Да. Па и по наставата. Да биде и по наставата едукативна во секој случај. Што се однесува до едукација до граѓаните. Тука имаме многу проекти. Ја би ги спомнал само проекти за заштита на шумите. Во текот на летниот период имаме кампањски активности, последователни 2 до 3 пати во оние делови на град Скопје каде што се излетничките места, Сарај, Матка, Чучер, Сандел, Катланово и така натаму, и во деловите на општина каде што има пошумени делови. Се едуцираат граѓаните како да настапат во случај на пожари, кои превентивни мерки да ги применат и како да го почитуваат законот. Во делот на стамбените објекти, прво би се задржал на заштита од пожар
пред и за време на грејната сезона. И тука имаме флаери кои ги делиме до станарите, за поготово за оние индивидуални стамбени објекти, за начинот на загревање на нивните домови. Значи ги загреваат со електрична енергија, со плинови, со палети и така натаму. Каква е постапката и што да прават за да не дојде до пожар. Благодарам многу. Многу информации споделивте, особено последнива информација околу законот за станари, за зградите, каков противпожарен апарат треба да се има, каде е сместен, излезот, доколку не дај Боже дојде до пожар. Не сакаме да ги употребуваме овие зборови, но тоа е реалноста. Не дај Боже може да дојде до пожар, а да немаме начин како да се извлечеме од грешки на граѓаните и на општините. Верувам дека Ја би апелирал и додатно граѓаните да за секој случај, бидејќи малку е потешко да се употреби противпожарно црево и млазница од хидранска мрежа, малку е потешко, потребни се 20 до 30 граѓани. Граѓаните си имат и рачни противпожарни апарати со мала тежина 3 кг, 6 кг. Сигурен сум дека тие апарати ќе спречат големи катастрофи. Сигурен сум. Имало и случаи кога и стварно се спречили. Учениците задолжително уште еднаш апелирам да се одржат 1 до 2 пати годишно евакуација на учениците. Тоа е 15 минути, изготвуваме ние елаборат за практична вежба и тој истиот ќе си го повторуваат. Мислам многу лесно, едноставно, а многу за граѓаните, за учениците и за младата и за возрастната популација. одлични совети им дадовте господина Плотников и на наставниците, родителите, на децата, малку поголемите кои што веќе разбираат, но и на сите граѓани. Ви благодарам за разговорот. Само уште нешто. Пошто мислам дека реков на почетокот, вие за нас, ние за вас сме потребни, а тоа е во интерес на граѓаните, во знак на благодарност. До сега на неколку пати не повикувате, што многу ни значи, во знак на тоа што давате голем придонес во заштита од пожари, Противпожарниот сојуз и доделува една благодарница. Благодарам. Ова беше изненадување. Не знам. Канал 5 телевизија, имаме благодарница од Противпожарен сојуз на град Скопје. Благодарам од името на Канал 5 телевизија, соработката продолжува. Друг пат, мислам, стварно ни е многу важна соработката. Чест ми е што јас ја подигам. Информациите преку медиумите е многу важна работа. Благодарам што